денешниот концепт е доста интересен. И покрај тоа што многу од нас имат навика да јадат чорба наутро, ваквите концепти се многу ретки. Се наоѓаме на едно посебно место, кое благодарение на превкусните чорби и супи има за цел ова навика да ја прерасне во култура. Здраво, добар ден, господине. Monsieur Боби. Така ми кажат и се викате. Вие сте? Јас сум Марк, не ме познавате? Се преправам. Човекот не ме познава. Ја доаѓам кај него да направиме нешто убаво, наприлбава емисија. А ти навистина концептот овде Марко е посебен. Продавате супа. Да. Супа во Скопје. Сите кажуваме чорба или потаж или нешто така. Вие супа. Суп култура. И мешате супа и култура од себе. Идејата е од суп култура, што е нешто различно од културата, Бујон de culture. ама малце прогресивно. Океј. И малце ги поместивме границите за здрава и вкусна храна. Гледам дана навистина имате различни супи, света. Имаше народ тука си јадја од сабајле. Јас знам оти навиката во Македонија е да се пие. Чва да се пие, да оти се пие супа, не се јаде, па или се јаде. Како да кажеме? Конзумираме ни. Се јаде или се пие супа? Се пие. Се пие. Бе се пие со раќа. Се пие со ракија и со лажица. Со раќа и со лажица. Многу беше смешно, навистина ти кога влеговме овде, имаше луѓе на маса, ја ги гледам од 9 сати од сабајле, вау, раќа, супа. Да го покажувате тоа во Европа или во Белгија каде потекнува ми свето, ќе кажат ево овде имат проблем. Сите од сабајле почнуваат да пијат овие. Сите се чудат дека доручекот во Македонија е супа. Не вообичаено. И ракија. Добро, тоа. Ама супата на вистина, мислам од сабајле ви ги дава сите состојките, се што ви треба на телото. Се кажува ти треба да се јади 5 овоше или 5 зеленчук на ден за да бидете здрави. А мислам оти тоа го имате. Минимум 5 зеленчуци, плюс има и месо. И го правите со месо. Да. А правите вистински чорби тогаш? И македонски чорби. Водиме сметка за сите, така да имаме и вегетаријански и месни производи. Океј. И се трудиме да е пола-пола. Што продавате? И сега секој ден се менуваме нито пошто имам многу производи во Македонија. Да, и многу сакам тоа. И не кефме да се ограничиме, затоа на дневна база се менува и гледаме да има секојаш вегетаријанско и месо. Денес, да речеме, имаме постно гравче, што е петочна традиција во Македонија. Имаме домат супа, доматен суп, која служиме исто може додаток тартуф ойл и пармезан. Знаете како ја се правиме доматен суп? Му давам топчиња од месо. Булета, да. Знаете тоа? Го познавате и се дава малку кашкавал. Пармезанче ставаме, да, и тартуф ойл кој сакаме и босилек свеж, ама уште не сме нашле секој ден да го... Не отидовте уште да го берете. Да. Имаме рибина чорба, што ни е имидж. Исто тоа за петок, рибна чорба, се јади риба. И нашата реклама, слоган за рибна чорба, најбрзиот пат до морето од Скопје е рибната чорба во субкултура. Ама треба да ја помирисате и да замижите, и веќе сте на море. Јас ја мирисам и да ви кажам право, оти преубаво мириса. Жал ми е за вас, секогаш јас сум во најдоброто место. Од мирисот. Има шанса и да пробаат, така да. Нема потреба од жал. Па сигурен сум. И македонската класика телешка чорба. Телешка чорба. Да. И користиме со една чаша или вода или вода не е добро. Вода имаме вода. Има вода. Имате и користиме исклучиво свежо телешко месо, што не е добро многу за буџетот, ама добро е за конзументите. Па тоа е, секогаш кажувам, со добри состојки од почеток може да направите нешто добро, нешто убаво. Мора. Па за тоа кажам многу добар мајстор. Имате колега. Иначе ја ги имам состојките, немам ништо, ама кога ќе дојде мајсторот, опасен е со ножот во раката, тука си работи, мора убаво да збориме. Браво. Одлично. Моментално припремаме телешка чорба. Ја правите нова телешка чорба, нова тура да кажеме. Припремаме, да, нова тура, да се подрши нова тура. Гледам оти имате преубави лепчиња и тоа ги правите. Лепчињата се домашни и света? Домашни. Без адитив. Браво. По рецептот на баба. Ја мислам, оти овде, можете од сабајле до мислам оти не работите вечер. Не. Луѓе вечер не доаѓаат. Не доаѓаат на супа, на чорба. Во работите како вие работното време ни е од 7 до 3, со тоа што ние малце порано сме тука за припрема. Да. И се работиме ние двајца, од набавки, чистење, месење, се. Двајца. Да. И чистење. Браво. Од А до Ш.
ова можеме да кажеме од тие домашна соработка. Да, и ова е лично, значи како да сте биле кај наш на гости. Не е класичен дуќан ова. Верувајте ме, се осеќа тоа кога се влегува овде, се осеќа како еден амбиент, пријателски амбиент. Ја го видов тоа со луѓето што беа на маса, си доаѓаат овде како да се дома. Како да се дома. Па ние тоа им го викаме на сите, ова не е наше, ова е на сите што сме тука. Да, ние само профитот што го зијаме, нема разлика, тоа никаква не прави. Точно. Многу ми се допаѓа тој концепт. И единствено мото ни е никој на никого да не му смета. Тоа е единствено што е забрането тука, а друго се е дозволено. Браво што го кажувате тоа, ако можеме сите да го кажеме тоа, светот ќе врти малку подобро. Па и за тоа сме тука, за да им е подобро на луѓето, да јадат поздрава храна и попријатно да се чувствуваат. Да му смените малку навиките. Да. Ние со навиките ќе продолжиме за кратко. Па сега сме со шефот, неговото место. Мене, уживам. Овде е мала кујна, ама мислам за мене изгледам практична, топ. Шеф, како се снаоѓате ви овде? Па добро е, се пазиме сами, си правиме заедно со колега, со Југачо Боби. Нема никој да ви влегува во нози, да кажеме. Малку е опасно сега, ама добре, се пазиме. Со ножот, со рага, во рагата тоа е опасно, да. Нема супер, гледам. И на вистина не ви треба повеќе. Правите супи секој ден 4-5 врсти на супа и гледам прави припрема. Каква супа? За телешката беше? Ова е телешка чорба сега, да. Правиме дополна за денешнава чорба што ја правиме од сабајле. Добро. Кога се потроши правиме ново одма. Што ставате во телешката чорба? Ајде една, ако не е тајна. Кромит пржиме. Добро. После ставаме на коцки сечено целер пашканат, морков. Добро. И пашчиња од телешко месо. Он е варен, единствено се. Единствено се. И од самата вода си ставаме во неа, од чорбата. Не додавате бујон, уште зачини, нешто така, ловоров лист, такви. На крај зачинуваме се со ловоров лист, вегета, црн бибер. Епа, не имаме рецепт, ама ги имаме состојките. Ајде. Домашно, здраво све. Точно така. Сега мора да ставиме ова за да не загори кромитот. Дали е тајна да ви прашам колку литри чорба или супа правите така на ден? Дали го знаете? Или од сите врсти негде околу 120 литри така. Има лажици шо работат овде, а? Има работат лажиците. Браво. Супер. Искуство, поранешен искуство? Сте 29 сте дете или од кога? Од училиште 29 години готвач во владата на Република Македонија. Браво. Одлично. Мислам, ти си ја знаете работата. После, па да, од доста мајстори имав учено таму. Добро. Врвни мајстори беа. Ги гледам лепчињата, видов мако ги месите, ги правите. Да, овие се домашни лепчиња се. Брашно, сол, квасец, шекер. Ништо повеќе. Адетиви нема. Со супа, чорба. Топло лепче. Мора топло лепче со чорбата даваме маслинки и феферонки. На македонски начин. Да. Европски супи. Ќе презентираме после ќе видите како изгледа. Мора. Ќе пробате. Ете тоа сега да кажам. Такво јадење е многу едноставно како сите го кажуваат, сите го правиме тоа дома или одиме сабајле. Јас приказната ми беше за чорба. Кога јадиш чорба од сабајле, зошто? Ти беше тешко нокта. И од сабајле си земуваш една чорба за да се тоа на времето имаше боеми, тоа е нивна. Ете така, да се вратиш на нормална. Сега супата е дојде во традиција и се јади секој ден од сабајле. Мислам ти кромидот почнува да мириса. Епа, ја имаме тајната од шефот, ние продолжуваме, одиме на маса, ќе ја пробаме сега чорбата. Одлично. Се гледаме. Секојаш кажувам, сега сме на најубавиот момент. О, тука е, вау. Имајте пријатен оброк. Рано е, малку за мене ќе ме биде тешко, ама мислам оти со ова се вика обавезно, не? Мора. Мора. Вау.
И за добре дојде, И за добре и за здравје, дојде. за крвото. Ајде, Да сте ми живи и здрави. За Мисле на вас? многу години. ми кажавте оти 2 години сте тука, ја ви пожелувам уште 100 години да си работите, да правите такви убавини ќе ги пробаме. 15, ајде, Сакаме и добро, ајде. пензија. Ајде, 15 години, ние да задавуваме, мора да... Океј, После ако има ама... некој да не наследи. Знаете, јас 11 години што сум во Македонија, се научив да пијам раќа, ама пијам раќа која јадам попладне така вечер, ама од сабајле уште ми е малку... Ке ве научиме. Ке ме научите, добро. научиме. Океј, сега мора да ги пробам овие. Дали има ред за да се пијат овие суп или може така што сакам да почнам да пробам? Кажете ми. Со Овде се, ракијата да, може и патиџан. патиџан, добро, Да. ајде. Одиме со патиџанот. Вау. Вау. Босилок, морков целер, Вау. свеж патиџан. Се осеќам уште таманку киселината од патиџанот, а на вистина шапо. Со ракија. Комбинацијата Да. со ракијата ме погоди. Вау, многу убаво, на вистина. Преубаво е. Епа, Фала. изненаден. Да. И јас како готвач, гледате, може уште некој да ме изненади. На вистина, преубаво е. Ова, кој? Шеф? Гравче. Гравче, Гравчето. традиционално наше македонско. Гравче, окей. Нане, пиперка, морков, се има. Јас што сакам тавче гравче да биде подпечен и све тоа, ме вака како супа, како кажувате вие. Прекрасно. Густо како тавче гравче. Одлично. Не, окей е. Нема брашно, Супер. Нема брашно ништо. Нема. Запршка, како се кажа. запрашка, да, нема. Вау. Се топи во уста. Остава хубав шмек и све во устата. Вау. Бара ракија тоа. Бара. Ајде. На здравје. Мислам здравје. ти, ке се навикнат јас да пијам раќа од сабајле. Вау, многу убаво. И многу луѓе кога ги прашаме дали сакаш кафе после јадењето, вика не, сакам на ракија. ова, А. сакам да ми остане вкусот, вика. Ме на вистина, пак ќе кажам, комбинацијата раќа со ова, чудо примаво е. Со све тоа, ми донесува исто мало лепче, што мора да се проба. Уште е топол. Јас имам навика да Да се мацне. мацка, И ние најсме задоволни кога го измацкам уштеријата тањирчето. Да, на крај да не остане више ништо. Оти овде, Тогаш не прашуваме дали ви се допадна. тањир рамет можеш уште да го лижиш овде малку е Незгодно е. Намерно е лепчето, тоа. да. Браво, паметно. Одиме сега со телешката. Чорба од риба. Рибната чорба. Риби. Рибаш од шкрапина. Од шкрапина. Шкрапина. Само треба да ја мириснете пред да пробате. Таква е рекламата за таа, најбрзиот пат до морето од Скопје, рибина од Совкултура. Ретко некој да прави во Скопје од шкрапина. Ова е преубаво. На вистина. И риба има. Некако Има некој риба, куп, месна има риба, риба. имаме зеленчук. Мислам дека и лимон не и треба. Не, јас не сум љубител на лимон, дали на риба, дали во чорба. Не. Го расипува го вкусот. расипува вкусот, многу јак, го гори малку вкусот. Да. Ова е Ако е добра, лимон не треба. Ова навистина оди мастинки, малку пеперонче, луто неколку пати да, неколку пати не. Денеска мислам оти не треба. Све, сите вистински вкусови се внатре во трите супи. Јас пак ќе кажам. Ова е преубаво. Не знам што да ви кажам. Ќе ми бидите што Уживајте, не јас- треба ништо да каже. Не, На јас здравје ќе нека. Јас ќе треба да готвам за нив, ќе треба да му направам една супа, една чорба, па не знам што, ќе треба да му направам нешто што е толку убаво од ова. Благодарам. Фала За ви многу. вкусот е шефот. Благодарам. Па ве чекам во мојата кујна, а ние Со задоволство. се гледаме во мојата кујна да готвам нешто убаво за нив. Прекрасно започна овој ден, со превкусни супи и преубави луѓе.
се преместиме во студиото, одам до тенискиот клуб ABC Mondano, каде финишира Unibank Invitational 2025. Преубава атмосфера. Сигурен сум дека и играчите и гледачите ужива во овој посебен настан. Браво! Честитки до победниците Ана Балевска и Боро Андов. Здраво гледачи, каде сме? Во мојата кујна, моето омилено место. Секогаш го кажувам тоа, ама не можам да кажам друго. Оти тука сме во моето омилено место. Одам во кујните од другите, ама се враќаме во мојата кујна. Сега, знаете како функционира малку концептот. Јас бев кај субкултура денес и они ќе ми дојдат во кујната. Јас ќе готвам нешто специфично за нив. Пред се, да ви ги представам нашите партнери со кои соработуваме, па со без нив ништо не можеме да направиме. Унибанка, Нептун, Карес, Беко, Алпско, Златополје, Президент, Сарајева, Ројал Фиш, Кристал и Прима, нашите партнери што ни направиле преубава кујна. И без Беко ништо, не можеме ни да готвиме. Е така. Денес, како ви кажав, бевме во субкултура. Тука се, ќе ги викниме, ајде, дојдете ми во кујна, во мојата кујна сега. Јас дојдов во вашата. Здраво, добар ден. Добар ден. Добар ден, добар ден. Добар Какви ден. сте? Друга облика денес, малку по кул, а? Да. На рад. Да. На Супер. гости полесно. Па на гости секогаш е полесно, а? Ама кога дојдов кај вас, мислев ти ќе беше малку тешко. Па си поминавте прекрасен момент. Навистина. Чекаме пак. Знам, ми го кажавте, малку ми беше тешко, оти од Сабајле, 9 часот, чорба, супа и со ракија. Да ви го расположи денот, да кажеме, тоа е навика во Македонија. Кој не јади чорба со без ракија од Сабајле? Да, Тоа е нешто што мора. Кај мене нема. Ке викат или може ке се лутат, ама кај мене овде сме без алкохол. Тоа ајде, нема веза. Ако Знаеш, ќе донесем. Ке може после, позади камерите ние можеме да правиме што сакаме. Епа, они ни дојда, се представија како убав објект субкултура, да кажам, посебно исто како бутик, така продавате пуно ствари, ѕидовите се наполнети со производи да од вашите исто пријатели и све тоа. Прават прекрасни супи, прекрасни чорби. Уживав, сега јас да уживам малку со нив и да ми објаснуваат малку повеќе за нив. Оти го знаеме газдата, фани газдата, оти двеце се партнери, си работат заедно, имаме еден шеф, еден келнер, комбинација врв. Ајде, Да. шеф, ми кажавте, отимавте еден поранешен, да кажеме, бакграунд, работевте во пуни места и све, пуни Да, места, да. не знам шо. Да. Ве оставам да почнете да зборите за вас, а јас денеска ќе готвам. Епа, јас ќе направам една супа, ама ладна супа. Почнуваме сега во убави времиња, сонце надвор и све, топло време и све. Ни се пие, и не се пие само топла супа, можеме да пиеме ладна. и ладна супа. За овој период ладна. Зборевме заедно, Да. ќе направиме еден гаспачо. Вистински гаспачо, гаспачо потеклото е од каде? Од Шпања. Шпања. Точно така. Шпанска. Ама Шпања, Македонија, имаме преубави пиперки, имаме преубав кробив, имаме преубави краставици, имаме преубави домати. Што ни фали? не од кај нас. Само еден апарат да ни го блендира тоа све Да. и да направиме нешто преубаво. Од Беко. Па се така, да, да кажеме така, да. Ајде, објаснете малку повеќе за вас. Представете се. Јас сум Глигор Сердински, 49 години, Млад човек. Да. Млад дечко. 30 години во усредството, од училиште Од училище директно во Кујна. во Кујна. Браво. Па тоа е. Како го имавте со еден друг, Аце, исто заврши школа, директно отиде да работи, па тоа е убаво. Имаше убави мајстори, добри мајстори. За жал меѓу некои са не се меѓу нас. Па, Да. мислам од поранешните си го направиле времето дојде полека, ама можеме да кажеме, за жалот и нашата работа не прави да живееме долго време. Ни го скратува времето. Дали е работата, дали е начинот на живење, дали не знам шо, ама се знае оти готвач или келнер
животот му е малку по... Затоа Напор. живее на 100-200 км на сат, а не си живее Напорна работа и напорна затоа... работа и стрес. Да, И многу и стрес. стрес. Да. Извини, Дали- продолжи да. Долги години работе во владата на Република Македонија. О, убаво јадо таму. Да. Браво. После толку години искуство, заедно со другаров Боби, негова идеја беше да отвориме субкултура. Како ви дојде таа идеја? Оти навистина супа, пак ќе кажам чорба, да, многу познато во Македонија, сите сакаат тоа. Дали не може да се живее од чорба? Ама ние... Тоа сакам да кажам, да. И знаевме што може Гиго со неговите раци. И не направивме ни бизнис план, нити спремање, нити Ништо. ништо. Ајде. Купивме тенџерија, направивме Да. кујна и ајде. Само така, Така. чисто. Така. 2 години обстојуваме веќе. Со Браво. љубов и со инстинкт. Да. Браво. Секоја чест. Тоа е голем предизвик. Навистина, тоа е авантура. Авантура е, можеме да кажеме. Навистина, кој мислеше оти со супа, па може да се работи. Ми кажавте за 7 минути луѓето доаѓаат, порачуваат, јадат и си одат. Па и тоа беше идејата дека сите знаеме како стојат луѓето со време сега и каков начин на живот живеат. Аха. И фактички тоа го направи менито на нашиот ресторан. Бидејќи сите живеат на нездрава, на сува храна, единствено нешто што фалеше е лажица. Лажица. Бабите сите кажуваат, оти нема едно јадење што не треба да се јади со лажица. Треба да биде манџа, супа, такви ствари. Па браво. Вие тоа го освоите. Една анекдота, еден комшија имаме таму што се грижи за еден лес и никогаш тој не е муштерија, ама еден ден доаѓа и ме вика, дојди да ти кажам нешто. Океј? Викам, што ќе ми каже овој човек сега веќе? Не сме ни направиле глава, не се ни Чуден познаваме. човек, што ми сака сега, да? Ми честита, браво, викам, што ми честиташ? Ги научи да јадеш со лажица. Браво. Навистина, многу сум среќен што ве запознав за тоа. Имам слушано за вас, немав време до сега да вистина да доаѓам и да ви присутствам, да ви посетам и да го покажам вашиот концепт, ама дојде ред и навистина, пак ќе кажам, уживав. Не сум човек што јади многу што јади супа, не јадам супа, немам навика да сакам да правам супа, многу е лесно, едноставно. Сите мислат тоа е лесно, едноставно, ама има припрема за супа. Навистина, Многу. треба да ги селектираш добрите наmirници, не само земуваш, фрлаш, вариш во блендер и ајде. Не, има позади тоа, има работа, има вкус, има пуно ствари. Јас све што пробав кај вас, беше вкусно. Да. И изненаден бев, навистина, што не требаше сол, ништо не требаше да се додаде, ништо. Да. Секоја чест. Браво. Ете, тоа е навистина уметноста. Вешти прсти. Вешти прсти, вишта уста, оти треба да се проба, да се знае точно што треба да се става внатре и све. Пак ќе кажам, секоја чест. Благодарам. Да. Не. Искрено кажано, не сум човек што сака да, како да кажам, по француски да го мачка. Не. Ако е убаво, ако не е убаво, не го покажувам. Јасно. Не. Извините, нешто што не ми се допаѓа мене, не сакам да го препорачувам на јавноста, на гледачите што не гледат. Оти ќе ми кажат после ти, па ти лажеш. Не. Јас сакам, Тоа е и наше мото. така, Често искреноста. не прашуваат Да. дали оваа супа добра. Господине, ако не е добра, Нема да ве- ставаме тука. Па тоа е многу едноставно. Многу што не е добро за Точно. нас, не е добро ни за вас. Точно така. Тоа многу нешто ме нервира мене, што луѓето продаваат од све и свашта. И тоа, да. И ќе ви кажа, знаете тоа. И после доаѓате еднаш, втор пат, трет пат не се враќате више. Па ни втор пат не. Па ни втор пат нема. Точно така. Гледам, тоа го барав. Кај ми беше ова? Да помогнеме Лупана. нешто. Не. Јас кога дојдов кај вас, дали ве помогнав? Ни помогу. Ви помогнав со лажицата ве помогнав. Да, со лажицата ве помогнав. Не, пак ќе кажам, јас уживав, имав не прекрасен муабет, многу што ми е мило што сте позитивни луѓе. Можеме да разговараме со вас, имате приказна, знаете да се шегите, знаете како да разговарате и со клиентите и со тоа. Вау, тоа е концепт комплет. Од почеток до крај. Да, браво. Да, навистина мора да го пробате местото, да се како да кажам, да се уверите, така се кажува? Да се уверите. Да се уверите од местото и ќе видите, мислам,
па не мислам, сигурен сум, отики и се вратите. Ете така. Ајде, избореше за тебе, значи Боби, кој сте вие? А? Јас Ајде, сум Боби. добро. Ова ми е прво искуство со гастрономија. Навистина? Претходно се занимавам со градежништво, да. А, има друго, да. Се јаде се работи со лопата, да, добро. Не со лажица, тоа е се лопата и све тоа. Тоа Да. може уште еден аспект на сите што не веруваат дека ќе успене оваа Браво. приказна. Ама се докажа дека со љубов, со желба и со многу. Ме многу работа, можеш да правиш многу кога ствари, нешто да. сакаш и веруваш, Ете така. нема друга варијанта. Мора да успее. Од градеништото, и све. Навистина, не се шегите, да. Не, вистина. Епа. Сите мислат ти тешко е да се отвори еден концепт, да се направи нешто. Па тешко е, вистина. Да. Тешко е, ма треба да има. Се само не е лесно. Па треба да имаш волја, треба да имаш љубов, треба да имаш па и малку и можности од почеток. Треба, да. Па кога гледам вашиот концепт, може да се отвори со мала инвестиција. Оти не треба преголема куња, еден убав шпорец, печка, оти си го прави лебот и све. Лебот е прекрасен, да ви кажам. Сега ми текна оти и лебот си прават. Зошто не правите еден концепт така да го правите како франшиза, субкултура, да се направи во цела Македонија? А? Затоа што ние двајца сме таму магијата. Добро. И не се сомневам дали би можело други луѓе да го направат тоа. Да испадне. Да. Што многу личен белег имаме даден и двајцата таму. Навистина нешто што Таму не сме на работа, него вие таму како кај нас дома да сте. Тоа го осеќав од почеток кога влегов. Навистина се осеќаш дома. Тоа се толку еден мир, супер, еден амбиент што ве прави. Имаше луѓе кои дојдовне, беа на маса насмеани и све тоа голема маса, тоа се вика пријателска маса. Пријателска маса и уживаа заедно. Тоа се луѓе пред работа, се одат таму си пијат супа, си пијат раке, ајде на работа после. Какви весели беа после. Епа не, аме тоа го прави денот да ви го разубави, навистина од почеток. Тоа е нешто фантастично. Тоа работиме само са бајле, да им се разубави од сабајле да трае, ако сме ноќе. Вие работите од колку сат? До 3. Од 8, од 7. Од 7 до 3. Епа, брзете, оти нема више 3 сатот. Во 5:30 сабајле сме таму, јас и Боб. Да. Епа има припрема. Супа не се прави така за 10 минути. Епа, направивме све внатре во блендерот. Одиме сега, максимум сила. Имаме музика, да, не можеме да збориме оти. Ќе треба да збориме со малку. Кога го блендираме малку, ќе му додавам сега уште тревки, оти не е доволно. Како кажав малку нане. Лукче. Без лукче нема готвење. Ја обожавам лук и навистина тоа е традиционална рецепта шпанска И во се со лук. лук. Да, ама нането не е традиционално. Јас го сакам зашто му дава свежина. И навистина ова во гаспачото ќе биде нешто различно. Ќе пробате. Ајде, брзо да го направиме за да пробам. Оно да ти да. Ама какви луѓе. Многу памет. Браво. Па така треба. Супер. Ние сме при крајот и не треба многу време. Не треба многу време за гаспачото. Гаспачото е врв. Треба да остануваат уште мали парчиња така. Оти кога го јадите со лажица. Ова не се јади со лажица. Многу полесно се става во чаша и се пие. Оти со тоа можеме да направиме нешто и со алкохол. Знаете малку база така, што наличи каков коктел? Bloody Mary. Да, водка. Водка со тоа. Или ракија, зашто да не? ракија. На македонски мери. Македонски мери. Водката е руска ракија. Точно така. Ние продолжуваме со ова, ке го спремам и време е полека за поклоните. Ајде, се враќаме за кратко. Гаспачото е спремен, како кажам. Поклоните се спремни. Малку да пиеме од гаспачото, да се освежиме и после продолжуваме со поклоните. Може така? Може. И само ти време ни го дозволува тоа. Имам убави чаши овде позади. Супер.
Ova se čaši za koktel, ама ќе си нека направиме коктел без алкохол. Тоа е тоа. Хоп, ајде. Вуаля. Ова е чаша витамин. Витамина во Република Доминикана, кај нив е ром. Овде витамина е зеленчук. Ке имаме најубавите зеленчуци во Македонија, да бидиме среќни и навистина горди од квалитетот што го имаме овде. Можеме секој ден да јадиме обавезно зеленчук, овоше, македонско овоше, сезонско. Ете, малку нане, ставиме чисто така, како гарнир. Валя. Обавезно кубети. Тоа може со лажица после, ама со декорација да биде убаво, да личи. Така. Ајде. Благодариме. Овели? Овели? Па се надевам од тилова, па ние ќе си... Не сме правиле, живели сте Па, на здравие со јадење до сега, ама сте кој што има прв пат. јадење во чаша? Да. А мора, ајде на здравие да пробаме ова. На здравие. Малку поладно, сол, бибер. Тука сме. Одлично. Ама, одлично. Да, нането Одлично. му го дава тој. Да. Гали. Посебен шнек, гали, ете така. Ова ти кажеме тоа е мохито, без да биде мохито. Ја пробати кај нас. А? Ја пробати кај нас. Навистина, убаво е, ми се допаѓа. Мора да биде малку поладна, да се додава малку, освен да се става вода, да ставиме лед. Да. Јасно. Да, на директор. Епа. Сега. Толку добри домакини сте да мора да ви кажеме дека пак ќе дојдеме. Бе, кога сакате, сте добродојдени кога сакате. Сега е времето за поклоните. Ајде. Ќе почнеме со нашите партнери Карес. Карес ни подарува, ви подарува од сем, еден ваучер од 1000 денари, што можете слободно да си го мените во сите молови, Изгейт, Сити Мол, Беко. Има повеќе места каде можете слободно. Се знае, Карес опрема за кујна, опрема за маса, све. На кој го давам ваучерот? Не. Ајде, Благодариме. овели. Продолжуваме со нашите партнери од Royal Fish. Royal Fish. Нова наменица за вас, може, ова е димен краб, димена пастрамка, ладна димена, топла димена, обезкостена пастрамка, многу лесно. Можете да додавате тоа во вашите супи, преубава рибна чорба, не пробав, беше убаво, а сега зашто да не со Royal Fish? Не пада? Идеја. Унибанка, ви се, како да кажам, комши, ги познават. Банка, што е банка? Банка се донесува пари, се земува пари, се поземува пари, они прават кредити, не знам дали треба, а на вас може би треба кредит, Унибанка тука се за вас, може за вас? Ајде. Банки се околу нас, ние сме едини што земаме од банките. Ебе, вола, паметни луѓе, они земат пари од банката. Браво. Кристал, македонско производ, зејтин, оцет, кристал, маргарин, имаме тан, имаме шекер, puno različni namirnici od Kristal. Секој ден можете да ги имате на маса, имаме еленка исто. Нему додадов денеска малку еленка во гаспачото, преубаво дова се миксот од зачини, малку бујонче света. Ајде, продолжуваме. Кој? Па двајца ќе мора да си го споделуваат. Ете така, злато полје. Многу делиме така да не е Многу делите. Добро, делете само. Злато полје, нашите партнери, подравка. Злато полје, предобри тестенини. Секој не ги готвиме секој ден, ама можете слободно секој ден да ги готвите, ги наоѓате во сите маркети од цела Македонија. Злато полје, квалитет имам со јајца, без јајце, постни све тоа. Они ќе најдат решение како да ги спремат. Еден шеф, еден пријател шеф е супер. И со све тоа президент сирење, си знаете вие како да го потребувате тоа. Сирење, салакис, президент, имаме исто и алпско, имаме павлака, крем павлака, ова му дадов салакис, традиционал овчо сирење. Имаме и биено сирење, имате палета на млечни производи, президент се знае многу добро. Повелете. Ние завршивме со поклоните, да не заборавам Сарајева, секоја недела поклонувам 1000 денари. Еден ваучер, да, можете слободно да одите кај Сарајева и за 1000 денари
ке си јадете и ако сакате плюс, ќе додадете плюс на товие 1000 денари. Затоа, за да видите победници од овој убав, преубав, сладко ваучер, мора да се пријавите во Авантурите на Марк, Инстаграм, да се пријавите, исто да го лајкирате Сарајева и на крај на неделата јас ќе одберам победникот, ќе ви пишам и ќе можете слободно да одите да јадите во Сарајева. Добар апетит. Ние Ви благодариме. сме при крај од емисијата. Благодариме на Јадов честа. преубава супа кај нив. Беше убаво искуство. И за мене беше преубаво искуство, неочекувано, верувајте ме, од која ми каже субкултура, ајде, како сите мислеа од почетокот ке па не. Си јадите, си пиете, не знам како да го кажам, супа дали се јаде, дали се пие. Кажете ми, како се? Се јаде или се пие? Семљацка. А, семљацка. Добро, ти не знам како се кажа точно. По француски on boit, on mange, дали се јаде, дали се пие, не знам, ама ние си продолжуваме да сега пиеме нашата ладна супа, а со нашите партнери и со субкултура. Тука сме.